Треба нешто позитивно да извлечеме како поука од денешната расправа е што конечно со владачкото мнозинство се усогласивме дека проблемот со загадувањето е сериозен и за него треба да се дебатира. Но има една интересна тенденција на оваа седница што се повторува и за други крупни политички прашања и се надевам дека министерот за животна средина ќе извлече поука од денешната собраниска седница, освен Александар Спасеновски, кој што собра храброст и е принципелен, морам да признам и за други прашања, говореше за загаденоста, можете да забележите како ВМРО ДПМН е вешто оваа седница, откажувајќи се од дискусии, се обидува да ви дозволи како министер за животна средина, односно како коалиционен партнер ДУИ, да ја монополизирате работата околу загадувањето, ама ова во негативна смисла, и сите оние негативности, ако може да се припишат на вас како коалицијски партнер. Вие говорите за какви мерки презела владата, односно Груевски не подпиша мислење, никој од ВМРО ДПМН, ама како да е од Марс паднат, ништо не знае за загадувањето. И се разбира, старата позната флоскула и формула, вие сте виновни за загадувањето, времето на СДСМ, сега очекувам при крајот на седницата, како што ќе расте нервозата, некој да каже Бранко е крив што денеска Скопје и останалите градови Тетово, Битола и Кичево се загадени во Македонија. Но бидејќи дел од апелите на оваа денешна седница беа да не тераме дневна политика, да не зборуваме политикански, би сакал во интерес на јавноста да ги прочитам заклучоците кои што ви ги доставивме како пратеници, кои што сметаме дека се неопходни да се преземат за да се реши колку толку или да се санира колку што може состојбата со загадувањето. Првиот, веднаш да се донесе одлука за започнување на зимскиот распуст во предучилишната и училишната дејност. Вториот, привремено да се стопира изградбата на згради во центарот на Скопје кои се финансираат со буџетски средства или од фондовите или јавните предпријатија или државни агенции. Веднаш да се забрани дополнителната урбанизација на парк Шумата Водно. Веднаш да се направи план за санирање на сите уништени зелени површини, да се задолжат градот Скопје и сите останати општини при носењето на деталните урбанистички планови да водат сметка за уставната обврска за хуманизацијата на просторот, особено во делот на просторот помеѓу градбите, детските игралишта и зелените површини. Градот Скопје и останатите општини да го започнат проектот за зелени кровови и ботанички градини. Привремено да се забрани сообраќајот на сите товарни возила во центарот на градовите и општините каде загаденоста е на високо ниво. Привремено да се забрани сообраќајот на сите моторни возила во строгиот центар на град Скопје, освен за возилата со предимство на премин и јавниот градски превоз. Веднаш, а до 15 јануари 2014 година, јавното сообраќајно предпријатие да вози бесплатно за сите граѓани и да ја продолжи важноста на месечните автобуски карти до 31 јануари 2014 година. Владата и регулаторната комисија за енергетика да ја зголемат висината на субвенционирање за откуп на електрична енергија од обновливи извори, гасификацијата на сите објекти во надлежност на градот Скопје да продолжи и таа да се заврши, таму каде што процесот на производство дозволува веднаш да се стопира истото, а владата да го субвенционира трошокот за таквата мерка, владата и градот Скопје да пренаменат средства за засилен мониторинг на квалитетот на животната средина, владата да донесе одлука во наредните 6 месеци за патничките моторни возила произведени до 2002 година, кои ќе инсталираат плински уреди, да бидат ослободени од трошоци за технички преглед и регистрација за наредните 3 години. Владата итно да предложи, а собранието изгласа одлука за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите на буџетот на Република Македонија, со која трајно ќе се зголема средствата во Министерството за животна средина и просторно планирање во делот на заштитата на животната средина. Не случајно, колеги пратеници, предлагавме за оваа точка да се расправа пред буџетот, бидејќи сметаме дека средствата предвидени во Министерството за животна средина за оваа намена, кои се изнесуваат 58 милиона денари или помалку од 1 милион евра, без донациите, сметаме дека треба да се зголема за сметка на панорамските тркала, на барокните фасади, на фонтаната која што треба да се прави на градскиот плоштад, се во интерес на здравјето на граѓаните.
За жал сега со заклучоците, доколку ги усвои и се согласи ВМРО-ДПМНЕ да ги гласа, ќе мора со одлука за прераспределба на буџетски средства да се интервенира за да се обезбедат неопходните финансиски средства за дел од овие мерки. Сакам да одговорам, бидејќи неизбежно на некои интересни тврдења од страна на ВМРО-ДПМНЕ, дека не сакаат да преземат одговорност за штетните политики кои што доведуваат до ваквата ситуација. Значи, кога изминативе неколку години поднесувавме амандмани при расправата за буџетите, кои што се однесуваа на животната средина, вие ни смејувавте. И велевте, овие амандмани ги предлагате ради реда, за да го пролонгирате дебатата за буџетот. Но сега гледате дека за тоа што сме зборувале и сме критикувале дека е неисправно, доведе до ваква катастрофална ситуација. Сега во Скопје живееме како во некој хорор филм. Значи, комплетно може да дојдат продуцентска екипа и да го снима Магла втор дел, и ме зачудува зошто владата или пратениците на ВМРО-ДПМНЕ не го користат истиот аршин како за некои други работи. Како што мерите дека Република Македонија е четврта најмалку задолжена земја во Европа, дека имаме трет најголем економски раст на БДП, зошто не кажете колку е загаденоста во Скопје? Дали е Скопје прв град во светот, втор или трет по загаденоста во светот? Затоа молчите. Тогаш користите други аршини. Испадна дека ние сме биле виновни затоа што во 2004 година или во 2005 или 2002 или не знам кога сме правеле политики кои биле погрешни. Го нема Владко Ѓорчев и многу ми е жал што не говореше. Ме интересира кој ја исече најмногу парк шумата водно. Дали е тоа Ларова и колку куќи на водно кај што се исечени дрвата имаат сега ВМРО-вските представници, првенци, функционери или ВМРО-вската олигархија. Да ви кажам дека таму кај што се исечени дрвата, сите до еден, тие се припадници на бизнис, урбаната мафија на ВМРО-ДПМНЕ. Деталниот урбанистички план за Роберт Гајдич кај Бристол и исечените дрва се резултат на политиките на ВМРО-ДПМНЕ. Зеленилото кај Капиштец, исто така. И можеме да броиме милион одлуки со кои што зеленилото во градот Скопје е уништено за сметка на бетон и бизнис интереси на урбаната мафија блиска до ВМРО-ДПМНЕ. И не можете сега да бегате од одговорност. И затоа изгледаат смешни мерките на владата кога велат сега ќе бараме дрва од други локации и ќе ги садиме некаде, а каде нема место. Тоа е друга работа. Што се основните проблеми, освен уништувањето на зеленилото? Се сеќава некој согласно договорот за приватизација на ОКТА, колку има обврска државата на годишно ниво да купува, да троши нафта? 500.000 тони беше? Или Никола Груевски, големиот реформатор, кој што се грижи за интересите на Република Македонија, подпиша договор за приватизација и ние сме обврзани како држава да тросиме 550.000 тони мазут. И затоа Железара, Рек, Битола, Топлификација мораше да троши мазут. Како што е првно лицемерие пред 2-3 недели, свечено да отварате дека клиничкиот центар е гасифициран, да не кажувате денеска дека се уште работи на мазут. Тој се уште троши мазут и лага е дека е гасифициран. Како што не можете да избегате од фактот дека штетни се вашите политики, преточени или преку Коце Трановски, да престане гасификацијата на Скопје. Дополнително, еве ви уште факти. Во Скопје постоа 120.000 увезени дизел возила, кои што имаат стандарди Евро 1 или Евро 2. Вкупно увезени дизел возила со вакви мизерни стандарди има 150.000 во цела Македонија. Дури кинеските автобуси, кои што инсистиравте да бидат двокатни, трошат дизел гориво и наместо да бидат 460 конски сили, набавени се со 320 конски сили и трошат, верували ли не, 80 литри нафта на 100 км. И тие прават огромно загадување, како и украинските автобуси. А ако не прашавте или не прашувате што направивме ние у наше време, у наше време ОКТА доби најголемата казна, зашто беше најголем загадувач. Што правевме ние? Старите тие мизерни автобуси што беа, се согласувам, за нив отворивме пумпа во кругот на ЈСП, која што направи Мак Петрол, за да 80% работат на газ, а 20% на нафта. И тие беа помалку загадувачи
отколку овие кинески автобуси што сега ги купивте. Благодарам. Може и за тоа, заради ваквите информации, бидејќи Мафтата Ева Кавировиќ, беше разрешен управниот одбор на чело со Миле Димитриевски, затоа што укажуваше дека кинеските автобуси ќе бидат загадувачи. Затоа ве молам, само 40 секунди, бидете патриоти, како што се декларирате, и прифатете ги заклучоците да ги спасиме граѓаните колку што можеме од ова загадување.